Добро вечер. Вонерна политичка анализа, или како би рекли in the place in the face, директно да почнеме со анализата или на тоа што е клучно во изминатите 7 дена или што може да биде предикција тоа што ќе случи во наредните 7-30 или дена или една година. На 18, односно 17 јуни, што ке рече минатата недела, Reuters објави и овие највлијателни или повлијателни, посериозни медиуми во регионот и во Европа ја пренесоа таа информација. Значи тоа следуваше еден ден после претходната вонредна политичка анализа. А тоа е дека украинците со тие напади со дронови, каде што првенствено ги пикират главните руски рафинерии, ја донесоа Руската Федерација до точка да нема доволно бензин. Или како што пише во тие анализи на Reuters, некаде десетина региони во Русија пријавија недостиг на гориво, еден или два региони градови во Сибир, а и првенствено доле на Крим, всушност пријавија недостиг или потреба од гориво. Се влезе во процес на санкции, така натаму. И така натаму, и во анализата на Reuters се вели дека Русија до крајот на јули го има стопирано извозот на нафтени деривати, првенствено бензини, дека најмногу се погодени овие руски рафинерии во околината на Москва, тоа е значи главниот удар, и Танеко рафинеријата, и дека Русија која извезувала дневно 117.000 барели дневно и го снабдувала цел свет со нафта, нафтени деривати, првенствено бензини, сега преку некоја од пристаништата, западните пристаништа, по морски пат планира да увези бензини, дали од Азија, дали од некоја друга територија, за да може да го компензира тој дефицит или недостиг на бензини. И ова не ви го кажувам, за да кажам минатата недела тоа ви го кажав. Дека руско-украинската војна се ближи кон некој крај, дека Русија не може да добие таа војна и така натаму и така натаму, дека Украина и украинската војска која е истренирана на нови премиси, на нови основи формирани така натаму современи форми на војување, дека ќе биде тоа што е Турција во рамки на НАТО, сојузот, Украина и украинската армија ќе биде во некоја предвидлива или идна европска одбрамбена стратегија, главната пешаде или главната воена структура, која станирана и ќе биде прва брана за спречување на руска воена интервенција или присуство во делот на Западна Европа, туку да предвидиме како почеток нова анализа пред да се префрлиме на домашен терен, а ова е многу битно за да можеме да направиме проценка што ќе се случува на домашен терен во Република Македонија, да ги поставиме клучни прашањата. Клучното прашање не е дали Русија може да победи во војната во Украина. Ние гледаме после 4 години и неколку месеци дека Русија нема капацитет да победи, така како што предвидуваше, така како што замислуваше во војната во Украина. Безмалку не се остварени ниту едно од целите или стратегиите на руската интервенција во Украина. И тоа не е клучно прашање. Клучното прашање е дали Русија може да изгуби или уште поклучно дали Русија смее да изгуби во војната во Украина. Знаете, ако има дефицит на бензин и Москва се соочува со дефицит на бензин, тоа не значи дека Русија ќе падне на колена. Да, тоа може да се случи, но тоа не е суштински. Тоа значи дека ние ќе влеземе во едно брзо примирие, во брзи преговори помеѓу Киев и помеѓу Москва и, кога ќе речам брзо решавање на руско-украинската војна, тоа не значи утре, за една или за 2 недели, туку тоа нема да трае 10 години. Значи ќе влеземе во брзи преговори, бидејќи овие се сигнали кои се испраќаат од една, од втора, од трета страна. Значи Русија не може да победи во војната во Украина и тоа е клучно. Но уште поважно е дека Русија не смее да изгуби во војната во Украина. Ако Украина напаѓа Русија со дронови, со ракети, уништува рафинерии, погодува стамбени згради, самите руси си ги погодуваат своите стамбени згради, може по 1-2 недели, 1 месец, 2 месеци, ќе има и жртви на руска територија, така натаму и така натаму, тоа ќе значи дека може да биде активирана руската доктрина. Во оној момент, кога Русија е воено загрозена на сопствена територија, тогаш Русија, согласно уставот на Русија и согласно на руската војна доктрина, може да употреби нуклеарно оружје. За да не се случи Русија да употреби нуклеарно оружје, а не може да победи во војната во Украина, ќе се влезе во мирни преговори. Во тој момент, бидејќи ќе треба да биде некој замрзнат конфликт на територија која е освоена и под контрола на руските воени сили, а тоа се овие 4 региони: Донбас, Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон, тамо каде што е сега во моментот или по 1 или 2 месеци ќе биде воената линија на разграничување, од едната страна, од десната страна ќе биде руска територија, од левата страна ќе биде украинска територија.
Делот на Украина под контрола на Киев, кој минатата недела доби зелено светло за почеток на преговори со Европската унија, забрзано ќе чекори кон Европската унија, во некое финале може да стане членка на Европската унија и ние ќе имаме одредена ситуација на турски, на грчки Кипар или ќе имаме ситуација на источна и на западна Германија во некаква форма. Во тој момент, кога Украина ќе почне забрзано да чекори кон Европската унија, во Република Македонија ќе се постави клучно прашање: дали Македонија ќе биде дел на тој пакет? Украина, Молдавија, можеби Србија на Александар или без Александар Вучич, Албанија каде што веќе 18, 19, 20 дена се случуваат немири против владата на Еди Рама и клучно барање да биде формирана техничка или експертска влада и гледате ако пред 2 години истиот Еди Рама на барањата на Лондон, на Велика Британија, на мигрантска криза со албанци, албанска мафија, подземје на територија на Велика Британија, ноншалантно одговараше дека тој ни подразно не размислува да влезе во решавање на тие проблеми, а уште помалку да ги врати мигрантите на територија на Албанија. Сега има протести 18-20 дена и барањето на протестите е да биде формирана експертска или техничка влада. И плюс Република Македонија, гледате. Во тоа некое друштво, Црна Гора и Република Македонија. Македонија, за да биде дел на тоа друштво, ќе мора да направи уставни измени. И тука доаѓаме до срцевината, суштината на сите разврски кои ќе се случат во наредниот период. Мицковски ќе направи или нема да направи уставни измени во Република Македонија. Во зависност од тоа, ние ќе бидеме дел на тој пакет или нема да бидеме дел на тој пакет. И сега вие може да правите најразлични анализи. Една е разврската ако бидеме дел на тој пакет, политички секаква друга. Втора е разврската ако не бидеме дел на тој пакет. Политички има реперкусии. Мицковски ако не биде дел на тој пакет, може да има финансиска криза, ваква криза, протести како во Албанија, било што друго. А ако биде дел на тој пакет, има психолошка криза, бидејќи го изневерил тоа што го ветувал 7 години. Знаете, имате луѓе кои тешко тоа може да го направат, тоа што постојано ве велам. Американците да сметат дека војни лица треба да се бават со политика, бидејќи може да направат компромис и може да сварат компромис и да живеат со тој компромис, бидејќи намал проблем е вие да направите компромис, уставни измени во Република Македонија. Многу поголем проблем е без пола флаша виски вие да живеете со така направен компромис. Не само во Македонија, било каде во светот. Кога правите политички анализи, од глава да не ви излезе она фотографија, мислам дека беше во Црна Гора, Емануел Макрон и Христијан Мицкоски фатени рака за рака, и тоа нели од провладените медиуми, од овие opinion makeri, инфлуенсерки на социјалните мрежи, беше објаснето како доказ на вечно пријателство, дека никој во Република Македонија, освен Христијан Мицкоски, не покажал таква блискост со еден од лидерите на Европската унија, во конкретен случај Емануел Макрон. Ниту Заев, ниту Груевски, ниту Бранко Царенковски, ниту Љупчо Грицки, никој, само Христијан Мицкоски. Знаете, кој ќе видите таа фотографија, рака за рака фатени, а при тоа Емануел Макрон не е само председател на Франција, туку е носач на авиони на францускиот предлог. Тој го почна францускиот предлог, претходно 1 или 2 години става вето на Република Македонија, па подоцна следува францускиот предлог, па кон тој француски предлог се приклучуваат Република Германија или Сојузна Република Германија и Соединетите американски држави, и француската, германската и американската дипломатија заедно работат, ја притиснуваат Бугарија, ја притиснуваат владата на Димитар Ковачевски и се усвојува францускиот предлог или нацрт францускиот предлог и од наша од нивна страна. На крај тоа треба да е преточено во уставни измени во Република Македонија. Гледате, Христијан Мицкоски, ако нема одлични, има барем солидни односи со Соединетите американски држави. Чите официјален Вашингтон или чите администрацијата на Доналд Трамп. И тоа, ние видовме мноштво на примери. Виктор Орбан е последниот таков пример, каде што европски лидери имат одлични односи со Соединетите американски држави Доналд Трамп, и имат лоши односи со Европската унија и завршуваат многу неславно на политичката сцена или неславно им завршува нивната политичка кариера. Таа фотографија на Емануел Макрон и Христијан Мицкоски покажува дека Мицкоски почнува да има, ако не одлични, како што прикажат овие негови трабанти на медиумската сцена, тогаш има барем солидни односи со Европската унија. Тоа значи дека француската дипломатија и француското разузнавање, француските тајни служби кои се присутни тука во Република Македонија, како и секаде во светот,
процениле врз база на анкети, врз база на сондирање, врз база на проценки и така натаму, дека Мицкоски е клучен играч на македонската политичка сцена. И ако Мицкоски изминатите 2 или 3 месеци, посебно изминатите 2 или 3 месеци, и финалето е прославата на рогенденот на ВМРО-ДПМН во Струмица, фиестата која е направена во Струмица, каде сака да испрати драматично, сака да испрати пораката само тој е играчот и да не и паѓа на памет на таа меѓународна заедница да игра на некоја друга карта, туку мора да игра само на картата на Христан Мицкоски, тој е најубав, тој е најпаметен, најубава пее, најубава кажува, тој се кара со странци, тој се мири со странци, тој се слика со странци, тој се поздравува со странци и така натаму праќа пореки. Тамо во Брисел, преди тука покажува сила, нешто слично на Александар Вучич, во еден момент, кога вие ќе станете one man show на политичката сцена, тогаш и правењето на уставните измени зависи од вас и неправењето на уставните измени зависи од вас. Од вас зависи било што ќе се направи. Така што таа фотографија, колку ги прави среќен овие што се припадници или блиски на Христан Мицкоски, мислам дека треба да ги прави и поприлично исплашени, бидејќи во еден момент, кога француската дипломатија, чита и германската дипломатија, чита и Соединетите американски држави дипломатија, проценува дека само од него и од неговата волја зависи дали ќе има уставни измени во Република Македонија, тогаш нема да третират никој друг, ни Заев, ни Филипчи, ни олигархија, ни свети олигархија. Почнуваат и завршуваат со Христан Мицкоски. Во тој момент почна притисокот на Христан Мицкоски. Ако направи уставни измени, тогаш може да биде на кон, може да биде под кон, но може да има некаква политичка траекторија. Ако не направи уставни измени, исто ќе има политичка траекторија, но ќе нема пари, ќе има процеси, ќе има немири, ќе има незадоволство, некој ќе подгрева тоа незадоволство и така натаму и така натаму. За една и пол година завршува вториот председателски мандат на Емануел Макрон. Тој не може да има трет мандат и сака веројатно да ја заврши својата политичка кариера со некаков Биг Бен удар, ново проширување на Европската унија и Република Македонија ќе биде дел и нема да биде дел на тој пакет. Така што клучна е пораката. Инвестирајќи во тоа да им покаже на странците дека само тоа е фактор во Македонија, всушност Христан Мицкоски инвестираше во позицијата дека притисокот за уставни измени нема да има 8 пратеници, 12, 15, 20 пратеници купување од една, друга, трета страна и така натаму. Притисокот ќе биде само и само на Христан Мицкоски. За еден месец ќе има самит на НАТО во Турција, во Истанбул. Македонија и Бугарија се членки на НАТО алијансата или така нареченото јужно крило, медитеранско крило на НАТО. И двете држави, боксирајќи ја својата позиција и во Софија и во Скопје, безмалку дојдоа на работ да имаме некакви односи, како што на времето беа односите помеѓу Турција и помеѓу Република Грција. Две земји кои се ново компонирани членки на НАТО последните 10, 15, 20 години, всушност прават драматични тензии. Не дека некој ќе падне во несвест за тие пензии, меѓутоа знаете, ако имате две држави кои на стаклени нози се членки на НАТО алијансата, едната е членка на Европската унија, и тие поминуваат низ перманентни тензии, тога знаете за каква кохабитација или единство на НАТО алијансата во јужното крило на НАТО може да стане збор, ако ние не можеме да ги регулираме меѓусебните односи. Не мора да има уставни измени, но да има некакви нормални, нормализирани билатерални односи помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Може ли да ве вратам на аферата со Бојан Христоски? Првиот човек на Агенцијата за национална безбедност. Афера која пукнува пред една и пол година, дали располага со сертификат за познавање на англискиот јазик, бидејќи тој е еден од условите за да може да се кандидира за функцијата прв човек на Агенцијата за национална безбедност, а ако не го поседува тој сертификат, тогаш те би бил земени во предвид неговата апликација или неговите документи. Пријави дека го познава англискиот јазик и имаше медиумски анализи, медиумски написи кои се повикуваат на бугарски извори, сериозни медиуми тука во Република Македонија. Многу ми навела дека тоа е внатрешна афера во кујната на ВМРО-ДПМН, структури блиски на Панче Тошковски или конфликт внатре во безбедносните структури блиски на ВМРО-ДПМН. И се отвори прашањето дали навистина Бојан Христоски има или нема јазичен сертификат. Тоа јазично студио во Пловдив не работело, било затворено, можело да се најде, не можело да се најде и неколку месеци Бојан Христоски, македонската јавност чека одговор
допис од Бугарија, дали Бојан Христовски е навистина патувал до Пловдив во тој некој временски период, дали таму учел англиски јазик, дали полагал и дали добил сертификат на англиски јазик. Еве, на пример, да претпоставите дека има такво студио за англиски јазик, не мора да е во Скопје, нека биде во Прилеп или нека биде во Битола. Некое мало студио за изучување на англиски јазик. И доаѓа македонската држава, бидејќи првиот човек на бугарското разузнавање, од тамо добил сертификат и ова јазично студио нема да биде под контрола на македонска држава и нема да даде таков одговор како што ќе му сугерира македонската држава. Ако македонска држава му сугерира на тоа студио во Битола или во Прилеп да каже потврдно дека првиот човек на бугарско разузнавање, ова е фикција, претпоставена ситуација, доаѓал во Битола или во Прилеп, слушал и учел англиски јазик и добил сертификат, тие ќе дадат потврден одговор. Ако им каже македонската држава, кажете дека не доаѓал првиот човек, тој ќе даде негативен одговор. Бојан Христовски доби потврден одговор од Бугарија, односно од Пловдив. А ако сакаше бугарската држава, односно бугарското разузнавање, да биде сменет Бојан Христовски, ќе беше сменет ако не располагаше со сертификат за положен англиски јазик, тогаш ќе му даде негативен извештај дека не доаѓал во Пловдив, дека не бил присутен таму и дека не полагал за англиски јазик. Што сам да кажам? Дека бугарската држава и бугарското разузнавање на индиректен начин инвестират во Бојан Христовски. И Бојан Христовски останува на чело на Агенцијата за национална безбедност, бидејќи тоа било во интерес на бугарската држава. И сега вие може да си правите какви сакате претпоставки. Дали на бугарската држава им одговара да има инциденти во Република Македонија? Дали на бугарската држава им одговара да бидат палени коли на бугарска амбасада? Дали на бугарската држава им одговара одредени екстремни структури да доаѓат и да напаѓат бугарската амбасада? Да, бидејќи бугарската држава на тој начин покажува дека има проблем во наводници со неразумна држава или со неразумен партнер, тоа е Република Македонија, која не само што не сака да ги реши напластените историски проблеми, туку не може да гарантира безбедност на амбасада и на делови на таа амбасада на НАТО партнер во Република Македонија. И сега нели го поставуваме клучно прашањето каква е улогата на македонските разузнавачки структури кои не мора да се под контрола на Мицкоски, кои не мора да се под контрола на ВМРО-ДПМН. Вие не знаете кој тамо шие, кој преди, кој плети, кој прави некакви дивоградби и врз база на таква една ситуација може да се случува карамбол на улиците на главниот град на Република Македонија. И одиме чекор понатаму. Дали е точно дека некаде јануари зимата 2023 година, значи една година пред да биде формирана пржинската или техничка влада, предводена од Тала Џафери, дека Агенцијата за национална безбедност во мандат на претходниот прв човек ја има укинато мерката за следење на сите овие екстремистички структури. Љупчо Палевски, припадници на партија на Љупчо Палевски, христијанско братство, тие екстремистички структури кои се следени поради наводни, не велам сериозни, туку поради наводни блиски релации со Србија и со Република Српска. Ако е точно, поставам прашање, ако е точно дека јануари 2023 година е укината мерката за нивно следење, кога е убиството на Вања Ѓурчевска? Ноември 2023 година. Што се случува со овој со христијанско братство? Потпишува договор со човек во Охрид за доживотно издржување, се скарува за станот, за пари, губива тој со кој потпиша договор за доживотно издржување. Овие што палат возила пред бугарска амбасада биле дел на центрифугално-центрипетални сили поврзани со Љупчо Палевски Палчо или не биле дел на таа структура? И ако биле дел на таа структура која била следена, а престанала да биде следена, тогаш каква е улогата на Македонската агенција за национална безбедност во сите процеси кои се случат во Република Македонија? Тоа е прашање кое ние како македонска јавност заслужуваме да не биде одговорено. Не ги напаѓаме, не ги обвинуваме, само гласно прашуваме и гласно размислуваме. Дали нашите разузнавачки структури се растурени како кул од карти, се шупливи како швајцарско сирење и такви некапацитетни и неспособни не може да не гарантират дека може да се борат за безбедноста на Република Македонија.
Папагало цело време потврдува дека сум му право, бидејќи гласно креска или вреска, и секојаш одлична анализа, тој така покажува дека е задоволен од направената анализа, така што значи дека име добра анализа во овие први 20 минути, останото ше 10 минути ова вечерашна вонерна политичка анализа. Ми реков минатата недела дека ќе ви објаснам која е позицијата на Република Бугарија во однос на некакво радикализирање на состојбата во и околу Република Македонија. Дел од дипломатите, да не речам дел од амбасадорите присутни тука во Република Македонија, изминатите 2 или 3 недели алармира во дел на македонската јавност, информира одредени министри во владата на Христан Мицкоски, не знам дали и самиот премиер Мицкоски. Има разговори со некои видни новинари во Република Македонија дека Бугарија размислува и гласно лобира како да биде искористен фактот дека повеќе од 100, 150 или 200.000 македонци располагат и со бугарско државјанство. Бидејќи на пописот во Република Македонија, вие не може да се пишете бугарин и македонец, не може да се пишете македонец и албанец, можете да се декларирате дека сте македонец или дека сте бугарин и нели никој не ви брани, 3000 нешто бугари има во Република Македонија, што е значајно помалку во споредба со 150 или 200 или повеќе од 200.000 македонци кои имале добиено бугарски пасоши. Сега бугарската дипломатија, посебно во мандат на Румен Радев како премиер или прв човек на бугарската влада, драматично работи на видоизменување, значи не на уставни измени во Република Македонија, туку на правилата за попис во Република Македонија, да може еден исти човек да се декларира и како македонец и како бугарин, или во наводници како македонски бугарин. Како е тоа можно? Предпоставувам дека бугарска дипломатија, тоа се оние анализи или тоа се оние информации кои припадници на меѓународната заедница не ги пласира во изминатите 10-15 дена, беа сериозно загрижени. Дел од нашите соседи драматично се спротивставуваат, не постои волја, не постои подлога во рамки на меѓународната заедница да биде прифатен таков предлог, меѓутоа знаете, во некаква ситуација кога ќе дојде да не се знае кој пие, кој плаќа, може се што да се случи. Бугарите инсистираат дека тие кои имат бугарски пасош да можат да се пишат бугари ако веќе се пишеле македонци при попис во Република Македонија. И тоа декларирање како бугари да им биде основа за да го задржат бугарско државјанство. Тие кои тоа нема да го направат и нели да достават доказ дека тоа го имат направено, ќе го изгубат бугарско државјанство. Можете ли да предпоставите овие наши македонци кои работат во Германија, Швајцарија, во Канада, Америка, Велика Британија, кои тамо заминале со бугарски пасош или со бугарско државјанство и веќе купиле коли со кјустеделски регистарски таблички, да мора сега да се декларират и како македонци, како бугари при идниот попис во Република Македонија. Може тој попис да биде електронски, да барат или да инсистират и тоа да биде барање пред меѓународната заедница, ако има 200.000 државјанства, тогаш на тие луѓе да биде овозможено да се декларира дека имат и двојно државјанство, македонско и бугарско државјанство. Можете ли да предпоставите до какво разнебитување на македонската национална кауза може да дојде ако евентуално бидат создадени околности да биде прифатен тој предлог во овој момент? Слаб притисок, меѓутоа кој гарантира или кој не гарантира дека тој притисок нема да се зајакнува или засилува наредниот период. Во оној момент, кога тие со бугарски пасоши, повеќе од 150-200.000 македонци, ќе можат на попис во Македонија да се декларират како македонци и како бугари, гледате она што беше министерка во претходната словенечка влада, која со потекло од Виница, која мораше да се откаже од македонското државјанство за да може да студира во Словенија, доби словенечко државјанство и разбаза на тоа стана министер во претходната влада на Роберт Голуб, па беше сменета поради одредена афера, па не троши така натаму и така натаму. Значи таа не може да биде македонка, мора да биде само словенка. А ако и беше возможно да има двојно државјанство, ќе беше со словенечко и со македонско државјанство. И сега ајде да се вратиме на македонска територија. Тие 200.000 македонци кои имаат бугарско државјанство. Тоа значи дека преку ног ќе стана трета етничка група во Република Македонија. Ќе има македонци, па ќе има албанци и ќе има македонски бугари. Тоа е толку страшно, што ниту подразно не сакам да помислам дека тоа може да биде реализирано во Република. Мислам дека тоа ќе биде крај на постоењето на Република Македонија.
Ја иде на крај да завршиме со една мини анализа во рамки на ова анализа. Македонија до неодамна имаше 4 соседи. После признавањето помеѓу Скопје и Приштина има 5 соседи, тоа е Република Косово. Република Албанија е небитна во некаков историски контекст. Се до 2001 година нема некакви замешателства на Албанија, има марксисти, ленинисти, има одредени терористички групи, Косово независно држава и така натаму и така. Меѓутоа немат битен историски контекст или битен историски процес. Така што ќе трниме Република Албанија. Остануваат 3 клучни соседи кои учествуваат во првата, учествуваат во втората Балканска војна, плюс Република Романија, односно Букарешт, и Република Турција, односно Османското царство. Значи, 3 балкански држави соседи на Република Македонија учествуваат во првата и втората Балканска војна. И тие во најголем дел, со мал источок на Република Албанија, ја распарчуваат територијата на географската област Македонија. 51% во Република Грција, 38% на територија на денешна Република Македонија, тоа е нели српскиот дел, и кој тамо 10% на територија на Република Бугарија. СДСМ или македонските комунисти имаат историски облигации, путер на главата, историска одговорност код најмалку 2 соседи. Тоа е Србија и тоа е Грција. Србија, бидејќи постојано се повторуваше дека е ова српска бановина, дека Белград владее во Република Македонија, дека Лазар Кулишевски белградски човек, дека Светозар Вукмановиќ Темпо и така натаму и така натаму. Дека Македонија е српска губернија. Меѓутоа гледате што се случува во изминатите 80 години, посебно 45-та или 1990 година. Македонија гради своја држава на територија која според Букурешкиот договор припаѓа на кралството на Србија. Значи на српска, во наводници на српска територија. МАНУ, Академија на науки и уметности, армија, кодификација на македонски јазик. Македонски јазик се говори во Југославенска народна армија. Значи сите атрибути на држава во времето на таа комунистичка власт. Република Македонија, Народна Република Македонија, Социјалистичка Република Македонија ги реализира во однос на Република Србија. Југославија, односно Македонија, се ослободува, не прифаќа да биде дел на скратена Југославија, имаме референдум на 8 септември 1991 година и го проектира, го трасира својот пат кон македонска независност. Тоа е направено во мандат на Киро Глигоров, што ќе рече дека историската обврска да ги регулира односите со Белград и со Република Србија, Македонија или македонските комунисти ја имат остварено. Има атентат на Киро Глигоров, 3-4 октомври 1995 година, една година после тоа е меѓусебното признавање на Сојузна Република Југославија и Република Македонија. Договорот Милутиновиќ Љубомир Фрчковски. Македонските комунисти имаат историска одговорност за граѓанската војна во Република Грција, 48-49 година, кога македонското население стимулирано, поттикнато, вооружувано, индоктринирано, со желба да се спои со македонска држава или со желба Македонија да биде посебен ентитет, автономија во рамки на Република Грција, учествува во во таа граѓанска војна и се бори за правата на македонците во Република Грција. Доаѓа информбирото, се распаѓа тоа, тие македонски деца бегалци не ги прифаќа на својата територија целосно тогашната Република Југославија, се распарчува Чешка, Полска, Ташкент и така натаму и така натаму. Значи имат македонските комунисти одговорност кон грчкото прашање или кон односите со Република Грција. Има еден договор Коча, Поповиќа, Веров, Киро Глигоров и така натаму и тоа не се решава. На ваков или таков проблематичен според мене начин Зоран Заев го решава тоа прашање. Е станува прашањето со третиот сосед, тоа е Република Бугарија. Историска одговорност кон Бугарија нема СДСМ, немат македонските комунисти. Тие ќе направеа федерација, тие го решија прашањето во Пиринска Македонија. Се пишува на пописи во Пиринска Македонија македонците. 170-180 илјади жители на пописот после Втората светска војна. Бугарија има путер, историска путер на главата за замешателства, за јавни или тајни врски со Бугарија, учество на Бугарија во формирање на историско ВМРО и така натаму и така натаму. Тоа прашање со Бугарија не може никој друг да им го реши. Тие имат историска одговорност да расчистат со папочната врска, ако можат, со папочната врска со Софија. Лош, добар договор мора да биде направен од ВМРО ДПМН, не од СДС, не од ДУИ, не од Левица, не од Свети Левица, од ВМРО ДПМН.
Така што ние доаѓаме сега во финалето на круцијалните прашања во Република Македонија. Кога ВМРО со цел континуитет од 130 години ќе ја прекини на зрел начин, не на ваков кавгаџиски калимеро начин, ќе ги прекини своите традиционални врски со Софија и со Бугарија и ќе расчисти со напластените историски проблеми или замешателство на Бугарија во македонските прашања. Ова беше нашата вечерашна анализа. Мислам дека многу работи кажавме. Сега може да направите проценка што ќе се случи во Република Македонија. Ние ќе влезе на брза лента ќе бидеме. Ако не бидеме на брза лента, ако бидеме ставиме на спор лента, ќе биде лошо за Република Македонија. Ново интервју недела 22 часот, нова анализа, вторник 22 часот и 30 минути, до недела и вторник, пријатна вечер Македонија, каде да си.